Жителите на Муртино сакаат да живеат во единствена и унитарна Македонија. Едногласно се против албанската платформа и се што се коси со националните интереси. Давање во закуп на земјоделско земјиште во државна собственост и проекти за изградба на фарми се проектите кои Министерството за земјоделство им ги нуди на земјоделците и сточарите. Гевгелија ќе добие нов, модерен и атрактивен простор за забава, спорт и рекреација. Почитувани гледачи, добро дојдовте во дневникот на телеканал А1. Започнуваме со настаните. Собранието на Република Македонија попладневно ја продолжи конститутивната седница на која се дебатира за избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Пријавени за првата точка, избор на председател и членови на комисијата, се 51 пратеник за дискусија. Во комисијата ВМРО ДПМН ќе биде застапена со 6 членови. СДСМ ќе има 5, а ДУИ и БЕСА по 1 член. Утврдувањето на предлогот за состав на комисијата за прашање на изборите и именувањата е предуслов за избор на председател на парламентот. Конститутивната собраниска седница почна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на законодавниот дом. На дневен ред на седницата е избор на председател на Собранието на Република Македонија. Влегуваме во 6-та седмица од протестите, односно во 36-тиот ден. Остануваме на барањата. Сите политички субјекти во Република Македонија да ја отфрлат и осудат тиранската платформа. Документ подготвен во соседна држава. Документ што не и носи ништо добро на Македонија, изјави Богдан Илиевски, еден од организаторите на протестите. Денес е 36-тиот ден откако се започнати протестите од страна на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, 36-тиот ден, како и југоистокот во 19 часот, ќе го искаже револтот против тиранската платформа. Повеќе од еден месец, поточно 36-ти ден, денеска влегуваме во 6-тата недела, навистина сериозен пат имаме за нас, меѓутоа сме спремни уште по сериозен пат да одиме пред нас, бидејќи остануваме на она што го побаравме уште првиот ден кога започнавме со овие работи. Сите политички субјекти во Македонија, и ова ќе го повторуваме колку готи да треба, да се откажат, да ја отфрлат, да ја осудат тиранската платформа, документ изготвен во соседна држава. Документ кој што не и носи ништо добро на еднината на Македонија и имаме причина да сметаме, базирано на логични обсервации, согледувања и на крај на денот напишан текст дека тенденцијата е со тој документ Македонија во скора иднина да престане да постои како државата која што ја знаеме сега, да ја изгуби во потполност нејзината суштина. Задоволен сум што во овие изминати цели 5 недели на неколку пати покажавме дека нашето присуство на улиците е навистина значајно и важно. Што тоа значи? Значи дека во првата недела од нашето излегување на улиците, председателот на Република Македонија не додели мандат на политичари кои што не се откажале од тиранската платформа. Понатаму не се формираше влада, кога тие си има испланирано дека ќе формираат влада на 24 март. Минатата недела, цела недела, не се избра председател на Собранието, кој што нема да се откаже да отфрли, да ја осуди таа тиранска платформа. И сето тоа е благодарение на ангажманот на граѓаните, нивната искрена желба, мотивација, енергија со која што се сие овие изминати 5 недели, повторно влегуваме во 6-тата на улиците, и со масовното присуство, кое што никој не може да го игнорира и никој не смее да го игнорира. За Македонија да излезе од кризата, мора изборите да се повторат. Секое друго неуставно решение може да предизвика сериозни негативни случувања, вели во интервју за словенечката Нова 24 телевизија политичкиот аналитичар Себастијан Јеретик. Тој во интервјуто зборува за влијанието на Сорос во Македонија, но и за политичката криза, притисоците од меѓународната заедница врз председателот Ѓорѓе Иванов и распишувањето на нови избори како решение за надминување на политичката криза. Јас мислим да е најболше решител да се волитве поновио.
Priložnost je, da se sedaj združijo z lokalnimi, namreč konec aprila, začetek maja bi morali biti v Makedoniji redne lokalne volitve, pa niso bile razpisane ravno zaradi te trenutne politične krize in verjetno bi bilo res najbolje, da se ponovno preštejejo politične stranke in da se parlamentarne volitve ponovi, predvsem zaradi tega, kot sem rekel, ker so rezultati lanskih volitev jasni. Zmagal je gospod Gurujevski in zmagal je torej ne samo relativno večino, ampak tudi z partnerjem, ki je bil njegov partner v prejšnjem mandatu, torej za stranko DUI, s katero je imel že dogovorjeno vlado, dokler ni posegla sosednja država in dokler ni posegla Evropska unija in preprečila oblikovanje te vlade neke kontinuitete. Ta majhna razlika temelji predvsem na 2 do 3 odstotka višji volilni udeležbi, kot se je pričakovala. Torej, en del prihaja iz kupljenih albanskih glasov, iz kupljenih romskih glasov. Ta neznanka v Makedoniji temelji predvsem na predpostavki, da je ponovno s prevzemom Ministrstva za notranje zadeve se pregledalo vse volilne rezultate in konkretne volilne imenike iz prejšnjega mandata in z mikrotargetingom, dajmo reči, startalo na vse abstinente. In da se je dodatno pripeljalo tista 2 do 3 odstotka volilne udeležbe, ki so bili presenetljivi in da se je s tem dosegel nekako maksimum, ki ga je Zaev lahko dosegel. Zato pri ponovljenih volitvah večina analitikov pričakuje ne samo, da bo Gurujevski ponovil zmago, ampak da jo bo ponovil tudi z dosti večjo razliko, kar bi potem mogoče bil že dovolj velik pritisk tudi na stranko DUI, torej tradicionalnega partnerja, oziroma njihov izgovor, da rečejo tirani ne in da grejo kljub vsemu v nadaljevanje vlade, ki je ne naredila veliko samo za Makedonijo, ampak še posebej tudi za albansko etnično skupnost. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска се појави во кривичниот суд, каде што му се суди за случајот подкуп. Сепак главната расправа се одложи откако одбраната се пожали дека обвинителството не им ги доставило доказите врз основа на кои треба да подготват одбрана. Адвокатот Филип Педарски истакна дека нивно законско право е да ги имаат доказите во рака, бидејќи според законот за кривична постапка, нив треба да ги добијат уште кога им бил доставен обвинителскиот акт. Не можеме да добиеме препис од наредбите, за да можеме да ја видиме законитоста на начините на постапката на обезбедување на посебните истражни мерки. Продолжуваме со настаните од регионот. Жителите на Муртино сакаат да живеат во единствена и унитарна Македонија. Едногласно се против албанската платформа и се што се коси со националните интереси. Велат дека наместо да се преговара за работи за кои и воопшто не треба да се размислува да се променат, треба да се подобри нивното живење, бидејќи во Муртино со години не е изградено или поправено нешто. Во Струмичката котлина има многу села со богата историја, а меѓу нив секако е и Муртино, оддалечено 8 километри од Струмица. Жителите се честни луѓе горди на своето село. Според последните податоци во селото живеат околу 2200 жители. Но денес Муртино по ништо не се разликува од останатите населени места во општина Струмица, освен што се поврзува со актуелна личност од политиката. Местото кое претендираше на самостојност во 2005 година со територијалната поделба ја загуби титулата на општина и се припои кон Струмица. Одлуката беше донесена во собранието, а за неа гласаше и нивниот сограѓанин и градоначалник на Струмица, тогашен пратеник Зоран Заев. По ова, општина Муртино, во која спаѓа и селата Моноспитово, Банско и Сачево, беше распуштена. Граѓаните кои ги затекнавме сред село велат дека тука одамна нема ништо ново направено. Улици со години чекаат за асфалтирање, канали за чистење, канализации за поставување. Демонстрација слушаме ни се селе, што да прават? Как ќе распушарте, ка? Се слага народот со тоа опште. На това тамака не би не слага, затоа што ја сега пред малку се зборуваме тоа дека има албански знамена по улиците, тоа оно разочарано таа смисла, ама има кој да решава тие проблеми, ние шо? Ако треба да дојдат во јасност тука, например, ние
тук во Струмица, како може да се направи двојазно? Значи треба да ги иселиме ние тие од западот, тука да дојдат и да имат двојазно. Па тоа треба да мине 50 години треба да има. 50 години да дојдат, па тек после да имат двојазно. Кој ќе зборува тука? Двојазно. Што? На кој основ? Они са по 100 години, пример, 80 години и он не памне Турчин да живеел туа, циган да живеел, Аз имам тялка от Титово. Албанец да живеел. Още от Титовата такова, там имаше знамена по нимите продавници. Добре, там живеят, там нека си има. По нимите продавници, по тогава имаше знамена. И се во всяка установа. Ама не може тук да има у Муртинската школа да има едно дете албанче да донесе албански професор или наставник. И ако дойде наставник Кълмачо Камен. Како би било сега у Муртино земноделски крај некои чушки, френки се продава, ќе дојде албанец сак да му ја купува дома, ќе му говори албански. Ранковният договор и довија си се, што требаше. Да ти прават, што повеќе прават. А ние одек и право не има, ние тук сме до тепа. Што право имаме? И таа власт, ако дојде, треба телевизија да ја остава слободни, не да се работят свободно. Ето, ваша. Има да говорим албански важно. А другото, ако за арно на македонския народ арно, та платформата што изјавена, што е тај големата коса што ја јавува, не е кима баш. Македонци нас не признават македонци, албанците не чакат албанци. Они викат, нема македонци, как сам ние да сакаме? Оно што во меѓувреме се случува на централно ниво е влегувањето во пазар со националните интереси. Водејќи се од актуелните случувања, секојдневните протестни маршеви низ цела држава, ги запрашавме и жителите на Муртино што мислат за тиранската платформа и позитивниот став на Заев кон неа. Не е комплетирано тук да се задоволи тук народа. Ништо не е направено. Се мисли само за оджево, не се мисли за народа. Икс години това што е направено од комунизма, од Југославија, не е подновено от последните 25 години, от кога съм стал на Македония. Како ще е направено пред 25-30 години, това от център, така се стоя един парк там, ако ще има от център, ще се 5-10 на 100 от държава, некако се менят сиелици, некако се чистят, друго нема нищо. Задоволно от тази страна, затоа што и да бараш, няма кой да ти влезе в сустер. Примерно сега покrenем инициатива да се изчистят канавките, кидаш в комуналец, лесно тая наша работа, а за фар да ти вземат, ти вземат. Улица до градоначалник съм 5-6 пъти поднесувал барење долу от нимната канцелария. И преди 6 години ту асфалтира една улица там от центъра према Чифлико, го повиках да дойде да види, само ми рече, знам на Стара река. А ден-денеска нема ни канализация, живееме 7 фамилии, слепа улица един вид, ни канализация има изкопано, а 10 пъти довагят да снимат некои инженери или що се не знам. За колко има потреба? Ние асфалтирана улица, само това остана слепо, црево. И како што неодамна пишуваше и дневниот вестник Дневник, на Муртино не смее да му се случи судбината на Паралово. Муртинци се честни и големи луѓе кои нема да дозволат од своето место да имаат придавник на Македонија. Ако е така, Муртино нема време за чекање. Време е честните жители на ова прекрасно струмичко село со масовен собир сред село јавно да се оградат од него, замолувајќи го македонскиот народ да не го поврзува со селото. Ако не го направат тоа, нивното село најверојатно ќе доживее судбината на Паралово, за кое веќе еден век се пее песната за колективно шпиунство и предавство во врска со убиството на војводата Ѓорги Сугаре. Бог да ги бие шпиуните параловци, Ѓоргија што ми го предадоја. Давање во закуп на земјоделско земјиште во државна собственост и проект за изградба на фарми се проектите кои Министерството за земјоделство им ги нуди на земјоделците и сточарите. Огласите ќе траат цела година, а проектите им се нудат бесплатно. Во текот на овој месец Министерството за земјоделство ќе објави оглас за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари. Како што истакна Коце Иротов, одговорен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Радовиш, сите заинтересирани земјоделци можат слободно да се информираат во просториите на представништвото на ресорното министерство. Во текот на месец април ќе има оглас за издавање под закуп на државно земјоделско земјиште и согласно критериумите кои ги налагаат, секој земјоделец може да се поднесе
барање и во таа пријава да си ја наведе и цената која може да ја даде за тоа државно земјоделско земјиште, иначе државното земјоделско земјиште ќе е на целата територија на општина Радовиш, значи почнувајќи од Радовиш, Ораовица, Злеово, Јарголица, сите села и опфаќајќи го и општина Конче. Според него, во зависност од планот кој ќе го достават земјоделците, ќе им се одобри и за колка временски период ќе можат да го користат земјиштето. Доколку станува збор за полјоделски култури, земјиштето се издава на 15 години, а за овошни и лозови насади до 30 години. Министерството за земјоделство им нуди можности на сточарите за изградба на фарми и тоа со типски проекти, кои сточарите ќе можат да ги одберат во согласност со нивните потреби и желби. Овие проекти им се даваат бесплатно на сточарите. Да, сакам да напоменам дека сите заинтересирани сточари можат да дојдат во министерството. Имаме типски проекти за изградба на фарми, на земјоделско земјиште или на друго земјиште. Сите заинтересирани може да дојдат и да ги дадеме проект. Со тој проект можат да добијат дозвола за градба за посекуваната фарма. Како што изјави и Ротов, овие проекти траат цела година. Земјоделците можат да се информираат и пријават во просториите на Министерството за земјоделство во Радовиш, за потоа оттаму да ги добијат проектите во електронска или печатена форма. А Гевгелија ќе добие нов, модерен и атрактивен простор за забава, спорт и рекреација. Со целосната реконструкција и уредување на старото излетничко место Динкјут, гевгеличани ќе имаат уште едно место предвидено за излет и одмор. Гевгелија ќе добие нов, модерен и атрактивен простор за забава, спорт и рекреација. Со целосната реконструкција и уредување на старото излетничко место Динкјут, гевгеличани ќе имаат уште едно место предвидено за излет и одмор покрај постоечките две места, Вардарски рид и Негорски бањи. Имено општина Гевгелија најавни од повеќе типа програмата за прекогранична соработка со Бугарија, аплицираше со проектот Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап, а нејзин партнер беше Агенцијата за економски развој од Банско, Република Бугарија. Во рамки на одобрениот проект предвидени се повеќе зафати и содржини за уредување на ова излетничко место. Што ќе се направи за гевгеличани во наредните месеци? Ќе спомнам само оно што е најинтересно, освен оние трим патеки за трчање, фитнес справи за вежбање, ќе се направи летно кино со подвижно платно, кое што ќе се поставува во времето кога ќе се проектира филмот. Потоа ќе биде изградено игралиште за мал фудбал, каде што младите ќе можат да рекреираат. Исто така за најмладите гевгеличани ќе биде изградено уште едно игралиште, каде што ќе има нормално оние справи кои што служат за рекреација на помладите граѓани на Гевгелија, како што се вртелешки, лизгалки, лулашки и сите тие работи. По потпишувањето на договорот за реализација во Министерството за регионален развој во Република Бугарија, општина Гевгелија ќе започне со тендерските постапки за реализација на одобрениот проект, за кој се одобрени околу 170.000 евра. Заврши државното првенство во ракомет за средни училишта, кое викендов се одржа во Валандово. Победниците се Средното училиште за физичка култура од Скопје, Методи Митевски Брицо, а носители на второто и третото место се Нико Нестор од Струга, односно Мирче Ацев од Прелеп. Титулата најдобар играч на ова првенство ја понесе Марко Кизич од екипата на Средното физкултурно училиште. Пред број на публика, средношколците од цела Македонија ги одиграа сите надпревари во државното првенство по ракомет кој изминатиот викенд се одржа во Валандово. Општината за прв пат беше домакин на ваков настан, а го организираше ученички спортски клуб Валандово. Учествуваа 6 најдобри екипи од средните училишта во повеќе градови низ земјава. Домакин и организатор на овие државно првенство кој се одвива во општина Валандово е училиште спортски клуб. Ние како професори по спорт дадовме еден позитивен белег во
образовниот протест во Ландово за да организираме овие државни првенства. За прв пат средното училиште во Валандово Гоце Делчев е домаќин на едно такво државно првенство. Учествуваа 6 екипи, 2 од Скопје, една од Струга, Радовиш, Прилеп и Валандово. Најдобрите добија награда учество на летен камп во Охрид, со која надпреварувачите ќе се мотивираат за уште поголеми успеси. Спортот низ училиштата во општина Валандово во последните неколку години се враќа на преден план, а за тоа показател се и екипите по одбојка, како и фудбал, меѓу кои освен момчињата вклучени се и девојчињата. Почитувани, следуваат актуелните настани од светот. Да ги проследиме. Српскиот премиер Александар Вучик победи во првиот круг од изборите за председател на државата со добиени 55,09% гласови по обработка на над 90% од гласачките ливчиња. Тоа го соопшти Републичката изборна комисија. По обработка на 90,86% од гласачките ливчиња, јасно е дека Вучик има добиено 55,09% гласови, нагласи комисијата. Втор на листата е Саша Јанковиќ со 16,26%. На трето место е Лука Максимовиќ со 9,4%, а по него се Вук Јеремиќ со 5,33% и лидерот на Српската радикална партија Воислав Шешелј со 4,47%. Избирачката активност била 54,63%. Според Уставот на Србија, мандатот на председателот е 5 години. Европскиот парламент оваа недела на заседание во Страсбург ќе го разгледа прашањето за излезот на Велика Британија од Европската Унија. Дебатата е предвидена за во среда, кога ќе биде усвоена резолуција со главните позиции и цели на Европскиот парламент во преговорачкиот процес со Лондон. Европскиот парламент ќе ја нагласи неопходноста од обезбедување еднакви права за граѓаните на Европската Унија кои живеат во Велика Британија и за британските државјани кои живеат во Европа. Парламентот ќе наведе дека Велика Британија останува во Европската Унија до официјалното напуштање со права и обврски вклучувајќи и финансиски. Во предлог резолуцијата се истакнува дека е потребно да не се дозволи компромис меѓу безбедноста и идните економски односи меѓу Европската Унија и Лондон. Европратениците се против економски однос. Турскиот председател Реджеп Таип Ердоган изјави дека неговата земја веќе 54 години не се прима во Европската Унија затоа што тоа е христијански сојуз, пренесе ТАСС, повикувајќи се на агенцијата Анадолија. Турскиот председател ова го кажа на митинг во Анкара пред референдумот за измени на турскиот устав, закажан за 16 април. Ердоган изјави дека лидерите на сите земји од Европската Унија се собрале во Ватикан за да го слушнат папата. 3 лица загинаа, а 30 други се повредени денеска кога автобус кој превезувал ученици удрил во заштитната ограда и се превртел крај патот во близина на шведскиот град Свек на 430 км северозападно од Стокхолм. Како што јави ТАСС, во автобусот се наоѓале околу 60 лица, од кои најголемиот број деца кои патувале кон еден скијачки центар во централна шведска провинција Херједален. Шведската полиција соопшти дека причините за несреќата за сега не се познати, но се претпоставува дека возачот изгубил контрола над автобусот поради замрзнатиот или изгав пат.